Се наоѓаме во просториите на Брейнстар, каде што се одржуваше и случуваше првиот надпревар за средношколец милионер. И во душтво сум на момци кои што го зазедоа второто место. Пред малку ги запознавте погоре во прилогот оние кои што ја добија првата титула, првото место на средношколец милионер, а во продолжение се запознаваме со тимот Академија Разлика, кој што со само 5 поени помалку ја добија втората титула. Давид Милошовски, Марко Серафимовски и Теодор Ивановски се тимот кој што стои зад оваа реализација. Во друштво сум на Давид и на Марко. Добре ни дојдовте во Слободен печат. Драго ми е што ќе се запознаеме. Добро ве најдовме. За почеток ви честитам за ова второ место. Ајде да се запознаеме повеќе со вашата идеја Памет пакет. Што се крие за оваа идеја? Памет пакет е уствари кутија и продукт кој што го решава проблемот за неквалитетното образование на основците. Што мислиме под ова? Често денеска основците учат на непрактичен начин, на памет и по застарена методологија. Тоа сакавме да го промениме и токму затоа ги креиравме овие кутии и овој продукт на начин по месечна претплата, каде што детето добива една кутија месечно, така јас следи наставната програма еднаш месечно со овој пакет на поинтерактивен начин. Каков е тој интерактивен начин? Тој интерактивен начин е со тоа што детето во кутијата има проекти, експерименти кои што му даваат практично искуство, а преку стрип приказна и интерактивен елемент има и забавен дел во тоа учење. Секако детето ги поминува сите теми кои што се изучувале во училиште тој месец, но на начин на кој што ќе му остане подолго тоа знаење. Одлично, многу интересна идеја, благодарам Давид. Марко, колку време требаше за да се изреализира еден ваков проект? Првичниот прототип, отприлика со сумирање на цел материјал и правење на тој диалог, недела до 2, но потоа се оптимизира таа изработка и ова е меѓу вторите реплики, така да доста побрзо. А од каде идејата за нешто вакво? Дали вие како средношколци, како ученици се соочувавте со проблеми во вашето образование? Да, има две главни причини. Прво дека имаме сите помали браќа и сестри и гледаме дека им е тешко во основно и со разбирање на тој материјал, а втората причина е дека ова лето ние бевме организатори на 2 летни кампа со основци, повеќе од 40 деца беа присутни и тие деца бара некоја пракса, бара некој забавен елемент и токму така се роди идејата за Памет пакет. Успеавте ли да го имплементирате практично пакетот? Имавте таква можност да пробате да видите како учениците реагираат на вашата идеја? Да, имавме доста позитивни реакции со тоа што со првите 2 прототипи кои што ги имавме направено, ги пробувавме токму кај таа посакана група кај што сакаме да ги пласираме на основци. Тоест кај трето оделенци и кај второ оделенци, поради тоа што кутијата е иста, може да се пренесува прототипот и токму за тоа добивме доста позитивен така наречен фидбек, од кој што дополнително не мотивираше да додиме до реализација на оваа идеја. А што велат професорите на вашата идеја? Какви се нивните Ние сме во константна дискусија со нив и повеќе експерти од оваа област и мислам дека ова е еден свежа иновација во овој систем и дека може да биде корисна алатка за секој основец. Верувате дека ќе наидете на широко отворени раце од Министерството за образование и дека можеби ќе се прифати вашата идеја? Да, сметаме дека ќе добиеме позитивна реакција и од страна на родителите и од страна на Министерството за образование кој што ја спроведува образовната програма, само заради тоа што ова е некој начин на кој што сите имаат придобивка и образованието ќе се подобри искуството на учениците, така да нема никаков минус од ничија страна. Ајде сега малку околу надпреварот, како дознавте за овој надпревар и како се развиваше етапно? Ви беше ли нешто тешко? Што ви беше најтежок предизвик во надпреварувањето? За овој надпревар дознаме преку социјалните медиуми, бидејќи тоа беше доста јавно достапно, имаше доста покриеност и беше навистина една свежа идеја која не привлече нас како средношколци, да создадеме некоја наша идеја и да ја реализираме. Во однос на најтешкиот дел за надпревар беше собирање на гласови, бидејќи многу луѓе кои не се запознаени со нас, нису со нашата идеја, беа во контакт со нас и требаше да ги убедиме да ни дадат баш нас тој нивен глас. Токму така и добивме валидација на пазарот, поради тоа што на луѓе кои што не знаеле за нас, не знаеле за нашата идеја или за овој надпревар, имавме прилика да им пристапиме, да им објасниме за нашата идеја и воедно за надпреварот и да се заинтересираат доволно за да не гласаат и бевме трето рангирани со околу 1500 гласови. А какви беа очекувањата? Очекувавте ли дека ќе стигнете на ова скалило?
Да, секако ние веруваме во нашата идеја и знаеме колкав потенцијал има таа. Ние се пласиравме на овој натпревар со намерата да победиме. Иако тоа не се случи, заземавме второ место кое што пак на некој начин ни ја признава квалитетот и потенцијалот. Тоа е охрабрување, вие сте искусни ментори кои ја призна нашата идеја. Како планирате да се развива во иднина вашиот план, вашата замисла? Дали можеби, рековте второ, трето оделенци, дали можеби размислувате да ја проширите и за погорните оделенија? Да, оваа кутија е генерално адаптабилна за секој ученик од основно училиште, значи од првиот месец до девето, последниот месец од основно образование е применлива за сите категории, поради тоа што има адаптабилна содржина, се зема материјалот од училиште, се дели на месечни делови и тие делови се обработуваат сите теми во тој дел од месецот и се ставаат во оваа кутија преку соодветна приказна за таа возраст. Посебно ми се допадна со стрипот делот што го враќате повторно некако во живот, затоа што е нешто што навистина помладите генерации треба да го следат. Добивате второ место и добивате одредена финансиска поддршка. Какви се вашите размисли во однос на овие финанси, на овие средства? Каде ќе ги инвестирате? Мислам дека финансиите не се толку значени колку што е значено поддршката и менторството на секој од овие искусни предприемачи и поради тоа што сме релативно нови на оваа сцена, иако имаме искуство со други кампови и вакви организации, сепак многу значи таа поддршка, таа помош и тој совет. Ајде сега малку да ве запознаеме и лично. Која година сте и каде учите? 4-та година во Јахја Кемал. Да, исто заедно учиме, а нашиот партнер Теодор учи во Никола Карев. Исто 4-та година. Како се споивте? Ајде, вие сте во ист клас, да. Но со Теодор како се споивте, како се најдовте сите тројца да бидете тим? Генерално сите бевме пријатели во рамки на исто друштво од претходно, но поради тоа што сакавме да направиме некоја иницијатива образовна и исто така предприемничка, како што направивме летово со летните кампови, се собравме јас со искуство во вештачка интелигенција, Марко со искуство во математика и Теодор со искуство во програмирање и токму така се формираше летниот камп на Академија Разлика, каде што децата ги учеа тие предмети соодветно. Да. Во однос на овој натпревар кој што се случуваше овде во Бринстер, претпоставувам запознавте многу луѓе, се вмреживте, се запознавте, добивте идеи. Кој беше според настрана од вашата идеја, кој според вас беше најдобриот тим? Чија идеја најмногу вам ви се допадна? Тоа е себе според лични критериуми. Мене ми се допаѓа Дилер, Систем 4 беа интересни и во главно тие. И работи ми се допадна исто така. Што мислите да требали почесто да има вакви надпреварувања? Да, сметаме дека треба ова да стане еден вид традиција, дали ќе биде еднаш годишно или на почести фреквенции, секако треба да се одржува, дека на овој начин не само ние што може да се запознаеме, туку може секој друг да види колку потенцијал имаат средношколците и дека не треба да се занемаруваат и да се поддржи иницијативата тие да започнуваат со нивни бизниси и проекти дури во средното образование. Друштво, ми беше задоволство што ве запознав, посакувам успех во вашите идеи понатамошни и се гледаме во некоја друга прилика. Фала ви многу. А во продолжение зборувам со Ања Марија Макеска, маркетинг директор и инвеститор, воедно ментор во надпреварот Средношколец милионер. Ања, може ли да ни кажете, да направиме една ретроспектива, како се одвиваше овој надпревар? Низ какви фази поминавте? Благодарам за прашањето. Па вака надпреварот се одвиваше околу 2 месеци вкупно. Траеше се одвиваше во неколку фази. Првата фаза беше собирање на бизнис идеи. Нашиот тим ги помина скоро сите средни училишта низ цела Македонија и приватни и државни средни училишта, каде што ја презентиравме нашата идеја Средношколец милионер. Имавме околу повеќе од 400 пријавени бизнис идеи, тоа се околу 1500 средношколци од цела Македонија. Ни беше многу тешко да одбереме кои идеи ќе продолжат понатаму, меѓутоа моравме да одбереме 50 идеи. На крај се одлучивме за 53, бидејќи повторно не можевме да се решиме, значи нашиот тим одбра 53 идеи кои што беа поставени на јавно гласање на платформа на нашата страна, беа поставени сите 53 идеи. Сите овие тимови, да кажам, се надпреваруваа да соберат што повеќе гласови. Собравме околу 30.000 вкупно гласови и на тој начин одбравме кои ќе бидат 20 полуфиналисти.
Овие полуфиналисти има менторски сесии, преку кои се подготвува за полуфиналето и финалето кое што се одвиваше во нашите простори на Brainster Next College и NU академиите за средношколци. Овие ментори ги менторира во 4 важни сегменти за започнување на бизнис, значи продажба, маркетинг, како да научат како добро да пичираат и исто така градење на бренд и бренд идентитет на овие бизниси. Полуфиналето беше во оваа сабота, се одржа минатата сабота. 20 тимови пичираа во лифт, elevator pitch, 90 секунди, пред Петар Ниновски, нашиот директор и фаундер на Brainster. По завршување на пичот, Петар имаше право да им постави прашања, исто така во 90 секунди. На тој начин ги избравме 10 тимови кои што ќе влезат во финале. И финалето се одржа наредниот ден, во недела. Повторно утрината тимовите се подготвуваа заедно со ментори и презентира пред 5 инвеститори. Идејата беше налик на Shark Tank, вистински, реално да се долови како изгледа да се пичира пред инвеститори, 3-минутни презентации, исто така инвеститорите по завршување на презентациите на тимовите има право во 3 минути да им постават прашања. Значи, по завршување на презентациите, околу 1 час, дури се задржавме 45 минути плюс, да одлучиме која идеја е вредна 1 милион денари. Битката беше тешка, имавме сите 3 фаворити, тие беа и фаворитите кои што отидоа прво, второ и трето место. Така што на крај еден мора да биде победник, иако беше тешко да се одлучи. Морам да ве прашам во контекст на вашиот одговор, очекувавте ли првично кога седнавте на маса и кога кроевте планови за да направите нешто вакво големо за прв пат во нашата земја, очекувавте ли дека ќе наидете на вакви брилијантни умови меѓу средношколците? Искрено да, затоа се решивме да го организираме овој надпревар, некако да покажеме на јавноста дека има средношколци кои што навистина имаат вредни идеи и треба да се слушнат. Првично затоа што минатата година организиравме сличен ваков надпревар за кој што беше фокусиран на математика, Ultimate, доделувавме 10.000 евра на најдобриот математичар. И исто така кај нас на NU академиите за средношколци има навистина талентирани средношколци и ние како ментори учиме многу од нив и така некако ни дојде идејата. Петар ја имаше одамна оваа идеја дека сака да врати назад на заедницата, бидејќи он на сличен начин вака започнал бизнис. Меѓутоа, од тука дојде, да кажем, идејата да се фокусираме на средношколци, значи да ги одбереме само нив како ниш категорија, за да покажеме дека навистина младината кај нас има што да каже, има вредни бизнис идеи, дека само им треба, да кажам, мотивација, поддршка и можеби една платформа каде што они ќе можат да се изразат. Еден тим стана милионер, но се одлучивте да инвестирате во 2 идеи. Зошто? На крај тенка беше некако борбата и трите тимови всушност ги има трите работи кои што нас ни беа многу важни за да донесеме одлука. Прво има продажба и двата тимови има направено некаква продажба. Тоа значи дека проблемот постои и некој сака да плати за тој проблем да му биде решен. Така што има под еден продажба, под два има тимови кои што веќе долги години работат заедно. Значи они не само што се пријатели, туку и си имаат на некој начин изградено некој бизнис преку кој они и соработуваат, така што го има и тој момент на тимска работа, затоа што никогаш инвеститорите решаваат да вложат и да инвестираат во тимот, а не толку во идејата, идејата може да се промени. Така што тоа беше втората причина и третата причина која што исто така се одлучивме да инвестираме во двата тимови е тоа што двата бизниси се доста брзо може да скалираат и исто така се прикладни да се адаптираат и интернационално да се продаваат. Така што тоа ни беа трите главни причини зашто се решивме да инвестираме во двата тимови, иако Систем 4 и STAB ја зема првата награда и милионот. Може би е рано за ова прашање, но дали може би размислувате да се повтори средношколец милионер или може би некое слично надпреварување?
Да, доста разговаравме на оваа тема и ние сакаме овој надпревар да стане традиција, значи секоја година да го организираме, така што дефинитивно јас им кажав и на надпреварувачите да не се обесхрабруваат, бидејќи имаше многу надпреварувачи кои што беа прва година средно, втора година средно, дека ова е само еден learning и наредна година да дојдат нели уште поспремни, поподготвени и да ни покажат дека они го заслужуваат овој милион. Благодарам. Фала и на вас.